Денешниот синдикален првомајски протест во Скопје го формулираше расположението на синдикатот кон Врховниот суд, кој донесе одлука да им ја одземе синдикалната зграда. Ние работниците дадовме црвен картон на судот заради тоа што направи обид да изврши притисок врз синдикатите, да ги уништи, да стави функционерска чизма на вратот на работниците за да ќутат, за да бидат понизни, за да ги слушаат. Тоа што го направија денеска го гледаме на дело. Од синдикатот порачаа дека притисоците ги прават посилни. Да им покажеме дека колку повеќе не напаѓаат, толку повеќе посилни не прават и колку повеќе се обидуваат да ги уништат синдикатите, толку сме посложни. Пред владата се потенцираа и очекувањата од новата власт. Ние заслужуваме и ние мораме да добиеме превоз, храна и почитување на колективните договори. Зарем работникот не заслужува да му биде платен превозот како на господата позади што седат? Само нивните ли автомобили трошат горива? На работниците од угостителството, туризмот, комунално-стамбеното стопанство, занечиството и заштитните друштва на Македонија бараме најниската плата да биде иста со платите во регионот, односно минимум 450 евра, а исто така бараме враќање на загубеното право во 2009 година, додаток за храна и превоз. Иднината на Македонија е во раците на работниците, подсочи Гоце Делчев, председател на независниот синдикат на полицијата. Македонија има надеж, ама не со овие позади нас, со вас. По прв пат од 1991 два големи синдикати, односно најголемиот и еден од помалите синдикати, КСОМ и Конфедерацијата на синдикални организации, заедно со ССМ, денеска покажуваат како работниците мора да спасат Македонија. Од друга страна, од Конфедерацијата на слободни синдикати се состав дека немаат пред кого да протестираат. Ние денеска немаме пред кого да протестираме. Имаме техничка влада. Ке имаме нова влада во текот на следниот месец. Бараме од сите тие што претендираат да бидат носители на таа влада, да дојдат и да ги презентираат нивните програми пред нас. Изјави денеска председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати, Благојар Алповски. За разлика од Македонија, синдикатите во некои други балкански земји ги напуштија првомајските протести. Сметаат дека ако се добро организирани, протести не се потребни.